здраво на сите, вие гледате Дебели Гикови. Со мене Огнен и со Карши мене не Марио. Не, Марио. Не Марио. Не, Марио. Сюрприз! Ајде на сюрприз еден кадар сюрприз на дечкото. Ете го дечкото сюрприз. Марио егде у поубавиот свет. Странција. Да, странција. На печалба. Па се надевам со нешто испечено ќе се врати. И знаеш кој било на тоа? печалба. Не мора со многу да се ради, екшн фигурс нешто. Не бе брат. Стрипчиња? Марио, Неш. Dark Knights of Steel Volume 2, доста ми е брат. 2. Како си Рики? Како хост на денешна епизода? Одлично, кохос, да, стварно. Одлично, имајќи предвид дека бевме сега за празнициве до Берлин. За празнициве, јас сакам да им се Да. извинам на гледачиве наши што немаше толку време. Кире, дај ме не Кире. Ме немаше баги време, празници, 1 мај, Великден, нова она. Да, се и спои така све тоа. Некако се спои. И тоа, ништо. Идеме сега дале со поише енергија. Да, баш. Ти у Берлин, Берлин, човече. Кажи ми дека си купи некој борд гейм. Борд гейм не, затоа што бевме со помали ранчиња, ама изнакупивме еден куп мајци, изнакупивме многу марч. Значи, изнакупивме... Че на сајм некој беше? Не, шетање онака кај еден фантастичен другар наш, Марио Савски, и да му се заблагодарам. Бевме кај него и шеташе и он цело време со нас. Вау! Германци не се мрднати за борд гейм. Знаеш што беше најдобрата работа? Мислам, све беше најдобро, како да кажам. Брат, се што е пази. Македонија е најдобро, брат. Па кој имам можност да си купам што сакам у моментот, све. Пази, одиме по улица. Да чекаш. Ма какво чекање? Одиме по улица и буквално скрос на рандом другаров ни вика: абе, аниме стор, тазе отворен." И сум вика: "What?" Ајде. Улетуење, тоа е на 2 спрата аниме стор, значи све има. Све, аниме и манга. Action figures, гача машини, не знам, плаши, све. Си изгубивме. Ние имаме спрата академска книга, ама што не се стрипови. Има, добро, имаат. Нели, ама горниот спрат, за горниот спрат. Значи Горниот спрат, горниот. Горниот има влагам и Нема, па ја избегавам, зашто ако знам дека ако влезам во академски, ако се качам горе, толку. кесето вришти, више. Ја на 2-3 пати сум влегол и не знам од кај да почнам, бре, значи се Баш така. качувам Точно. Гори викам чекај се, стои одамал се. Кај да идам? Што попрво? Што Нешто ми се случува најсмешно академска. Се качувам горе така. И се ги имаш сите работи што не интересираат нас гикови, стрипови, книги, фентези, science fiction, све. И знаеш што ми све. И што ми се дешава? Сум као, леле, ова сакам да си ја земам, и после сум као, абе го имам. Зашто сакам пак да го земам? Те влече горе кога ќе влезеш. Не, те влече, брат. Значи, треба да идам прејас како почнавме муабетот. Сакам да идам на комикон, но муабетот немам со кој да идам, брат. Сакам еден ден да идам. Малку. Са бајле, дека недела мора да сум у Скопје. Така. Изгледа сабота ќе идам, а може и ќе видам, може и недела кога ќе завршам тоа работа, може тоа да тркнам. Тоа што го зборевме, Дзирни Истман кога ќе видам. Не знам кога ти кажав, 7:30 ќе вечер од 7 до 7:30 ќе има Q&A, а толку има за него. Не знам, им пишав, се надевам ќе ми Да ти одговорат, да ти вратат. За тоа и идам јас. Па нормално. Нормално, така е. Ги имам сите ласт строни. Супер се човече. Ќе ми дадат и уште едно за кумот, мора му земе на слепи тоа да го подпише. Си ги читал ти така? Почнав, неам рационална причина зошто прекинав, најверојатно нешто друго ми излегло, сакам да си ги дочитам и откако јас ти кажав преска, значи ја што правам, читам дигитално прво и ако ми се допаѓа, го купувам. А ова знам дека ќе го купам, само
да си го дочитам. Овие ги купив, ја па не знам дали се камери, па добро ми е ишиу по ишиу што. Ја волјум сакам. Сакам Ја волјум. ги сакам волјумс, ама во бункер ги носеа ишиу по ишиу. Да. Да. Па кога завршија, а ја дека немав трпление брат да ги А чекам. сакаш да го Сега Да. да го чекам цел во волјумс дека знае дека е партали цел Да. цел стрип. и цртежот. И си реши, викам ќе си ги земам едно по едно. Супер. Па сега не можам. Пример, кумот мој го може тоа. Пример за Бетмен, едно ишиу да земам, ишиу број 63. Не. И да, однака. И така да ми седи. Не, као на сред и тоа ќе го прочита и капува прво. Кај знаеш викам како е. Цела приказна треба да ја видиш, да. Целата приказна, тоа го сакам цело као волјум, као таква ствар. Јас земав ишу, кај нас ги викаат, технички ги викаат свеска, ама треба да ги викаат тетратка. Свеска. Свеска ги викаат, да, тоа е српски збор за тетратка. И останете. ишиу, за Да, ишиу. за што се свеска. Да. Ама технички е српски збор за тетратка. Се останате од Југославија и останете свеска. Такво имам земено само за Ганслингер Спон, пошто ја го обожавам Спон, да, Спон ми е. Го немам овде. Епа, ја ги имам Origin Спон што се Issues, 26 комада, сите ги имам. Топтан. Сите, 26. Волјум. Да, толку ми е вака, тоа, више, полицава, ќе се скрши, ќе падне. Што огромни се. Ми се извитка. Дека ги нема. стават над телевизорот, и кога гледам едно Вака. и викам, Проблем. Проблем Ќе рокне долу. треба убаво да Епа затоа ја Ганслингер Спон, пошто стварно не можев да издржам, го земав првиот ишиу. И сега више и волјум ги земам. Технички, значи првиот ишиу ја го имам два пати, го имам како тетратка и у волјум го имам, да. Ја и не ги носам овде. И имаше у бункер Image First се вика едни 80 денари беа нешто така. Так. Првото као ишиу од Што имаат излагано, да. за да видиш дали ти се свиѓа Или не. Као тизер, ја Така. као трейлер. Баш е ко трейлер, да, управо си. Имам ја повеќе стрипови што го имам issue first, као купено као нага, после тоа као волјум. Ко волјум, да, обавезно. Су ги земал. И се стварно има надвор од супер херојски стрипови, такви ствари. Јас сум поише фан на хорор стрипови, на најс. на мистерија, на браво. Нел Байтер, не знам дали си. Да, знам за тоа, да. Гидоен Фолс. Гидеон Фолс. Ова ми е многу познато, знаеш? Кога ќе иде Многу познато. Барн, мислам може. се викаше на англиски. Не ми е читано, ама штала. Бара е штала, да. Така беше. Леле, тоа колку е добро. Значи ја треба да го чекнам и тоа. Пошто името ми е многу познато, ама Локенки ги имаш читано? кој? Локенки. Не. Нели излези серија као беше на Стриповите. Колку леле, тие. Пошто не ми е гледана ни серијата. Ни мене не. Ама- Локенки ми го каже у бункер. Така. Да го зијам, да не го зијам, држ не да ја овона. Викам, нема го зијам сега за следен. Следен пат идам, го нема шитно тоа. Тоа е многу интересно. Пази, у бункер многу често се продаваат. Крупен брат, да сме двајцата. Може и така, да. И двајцата да нема. Крупен кадар, да. И идам лане на комикон и скроз го заборев јас стрипот дека постои као. Така. Идам колку соло на комикон локенки. И сега сите 6. Сега викам, мам, пари со прашање. Да. Викам ќе земам првите два, да видам. Знам дека е добар, да видам Дали ќе ме ти купи. Не бе широко двајцата, брат. Дека овде гледам јас сум од мене само. Нема везе. Топ, Океј, супер, готово. одлично. Нека тера така. И ги земав првите два, дојдов дома, бам. Одма. Браво.
Значи, Сега викам другите 4 каде ја ги па, тоа, значи го препорачуваш, сакам да кажам. Да, Стеф. да, Го да, препорачуваш, да, тоа да, тоа е да. многу битно. Тоа е Два многу ги битно. земав од академ или два ги земав од академска. Сигурно ги имало и таму. Ги Сигурно. имаше сите два од академски, уште два мислам дека ги взе дека од прв ја прашам у бункер. Ако ги има Нормално. ги сијамо таму. Ако не се снаоѓам. И после другите два не знам како битно ги склопив сите 6 ги прочитав и Топ, партали топ, се. топ, супер. Не сум ја гледал серијата уште ќе ја гледам. Ма слободно, ако си фан на тако хорор. Да, хорор, серија, фентези, такви ствари, фентези, да, да, баш. Има да ти легнат и ќе сакаш клучевите да ги Да ги имаш. По Така, дома, така, бе. така. Не знам многу Знаеш што, тебе ако ти се свија тоа, би ти препорачал да опробаш Прист да го читаш. Значи Прист е корејска манхва, не е манга, туку е манхва, пошто е корејска. Тоа значи исто како стрип манга, тој формат ги прават, ама е од Кореја. И се чита од лево кон десно, нели? Мангата се чита од десно кон Нормално, лево. Нормално, како што си читаме ние, да. Тоа е тоа. Прист е можеби за мене еден. Океј, ја обично не сакам да правам ранкинг. Овој ми е прв, втор, трет, не Да. сакам такви. Ама ако би требало да го ставам у некој ранкинг без везе, може у топ 5 најдобри стрипови. За мене зборам, топ 5 најдобри стрипови. Значи тоа е вестерн со хорор, со религиски хорор, со фентези елементи, со Како ми кажа? Прист, само Прист, ништо повеќе. Само Прист. Манхва со дупло ве се пише, ќе го видиш. За жал, сега малце ова е, за жал не е довршен, ама има доволно приказна и контент за да те внесе комплетно у светот. Лудница. Се обидува... Не, слободно. Нема гајле. Се обидува и филм да направат, ама... Имам една апликација на телефон, Мгм. Comic Geek се вика и таму си... А таму си ги гледаш. си ставам. Ако супер. Не, ова ми е као библиотека. О, најс, Што браво, имам супер. Као wishlist, што ми е прочитано, што не ми е прочитано, Топ. ги скенираш со Кодовите? со браво. баркод, да не мора да го бараш и баш Браво, тогава браво. Тоа е издание То што го викаш имаш? ти. Браво. Еј, топ, ќе се снимам ја искрено. Да прист. Само Прист, без Д. Аха, Прист, толку. прист. Каков цртеж има, не е нормално. И приказната, ја не можев да прекинам, она буквално страна по страна, хајде, што е наредно? Ја бев така за Nailbiter Мгм. и тој се снаоѓав да го земам. Но Something is killing the children. Си читал? Не. Го знам насловот. Ама не ми е читано. Добар е, сега мислам 6 или 7 дека искочен. Мгм. Ја мислам до 6 каде имам и скачат уште. Добар е, само некако мене ми изгуби на 6-тиот волјум дома го имам, ама више ме изгуби. Тегавење? Се Па, тегне знаеш, као приказната знаеш, као... Као беше, мислам, до 4-ти волјум, као причата си заврши, изгледа сакале они Сакале да го... И овие ги притиснале од... Виделе дека слушај пари има, ајде ќе тераме. Класик. После тоа као петиот дел, као петиот волјум е као приквел. Јасно. Да, прават обично така. Прават така. Некако ми се свиѓаше, супер беше причата, значи партали. И после тоа ми изгуби The Witches Мгм. од Скот Снайдер. Од Скот Снайдер. Ако од Скот Снайдер, ја обично му ги сакам стриповите него. И тоа е исто партал стрип. Скот Снайдер за мене Мислам метал дека- евентот на DC мислам- беше... Мислам дека беше од него, не ме фаќа за збор. Мгм. Две се одма апликацијата Ти кажуваш што како, да. Имаш ли беше само малце извини, Dark Knights Metal од него Witches- евентот мене премногу ми се Witches, допадна. Еве го од Скот Снайдер, да. Значи, Да, добра е. Да, еве. Мислам, за мене мислам дека ја е топ. Не знам дали си го читал, Не. дали ти го план да го читаш. Едно е као... Многу ги сакам тие. Едно си го читам, Чак, Чао. тоа е тоа. Не Чао. сега чиста работа.
Да. Една од причините зашто ја прекинав Something is Killing the Children е и тоа Пошто што ти се развлече? видов дека ќе искачат и уште, не можам сега. Nope. Да, бе, не можеш сите да ги следиш, мислам, скроз се. А Нинџа желки, кога сме реше, кога почнавме кај Нинџа желките, кумот мој има issue од едно, ама од оние, мислам дека може би првите, Црно-бело? да, О, тие се брутални. да, Хо-хо. текст, тук там по некој облаче текст, Да. друго се ќе му го земам тој за Исмен да го потпише. ако идам, ако најдам кога ќе биде, што ќе биде. И така, кога сме ише кај Желке, дали го гледаше овој? Последниот не ми се свиѓа анимацијата. А начинот на кој што се анимирани ми е многу оф и значи го гледав трейлерот. Знаеш дека Сид ми се мрдна под. Знам, те слушав кога збореше. Ама Не ми е мене тоа. Искрено тој направени За деца. Знам, поише за деца. Знам све оке тоа, ама не. Диалогот е поише детски. Да, детски. Сплинтер е не е мастер за многу е чуден Сплинтер у филмот. Знаеш како е? Као слушај, ја сум таткото, Ама? ќе те учам сега на немој тоа, не знам, не... Као чиче што седи дома и не И само збори. Ништо, да. И најдеш Сплинтер го гледаш и искача, брат, оде, пау, пу, карате, мава, лупа, тепа. Викаш, шо е Не, види, тоа? Сплинтер оригинално стварно треба да биде. Сплинтер, Партали. оригинален Сплинтер од 80 и кусор. Да. Тоа е Сплинтер. Анимацијата од 80 и кој е веќе, значи од 80 тоа е нешто прекрасно. За среќа идеше порано и кај нас На МТВ. МТВ, да. Недела 7 сат навечер. Да, те баѓа. Се знае, да, и гледаш. Те пресоблекуваат у кебе Пред телевизор, да. Ети, Види, 20 минути. тоа е многу добра Ама серија. знаеш ли колку багови има таа Има, анимација? Има, пошто ја имам гледано од поново, знаеш, Да. она више кога си возрасен, плюс мене ми е професионална деформација, 2D анимација ми ја работа мене, ја тоа работам. И буквално ми се случува Многу баш ги меша боите на желките. боите, има моменти кај што се Гласот е- светени, гласот Боли знае да биде еден, а гласот е на друг, да. Нема липсинг, добари се. Мене ми се деша кога седиме дома, на пример, гледаме некоја анимација со жена ми и несвесно почнам бројам фреймови, забележувам како е нешто анимирано и не изиѓа тоа интересно и се пак броиш фреймови, а? Така. А несвесно, зашто сум скао, че стварно бројам фреймови, стварно ги гледам како се анимирани. Ама тоа е тоа пардон, имаат почетокот првата сезона е многу поразлично од сезоните што следат после. Како се нацртани и света, да. Гледам и тоа како клип на YouTube и усвари Микеланджело во првата сезона е жолт, после во правата Помаранч. портокала. Да. И Шредер не изгледа многу поразлично, ама има еден момент што го нема подоцна. Нели он уствари му е метален и шлемот, маската, сите тие работи. Во прва сезона има и одсија и можеш да му видиш сенката порцеш. После тоа пошто почнале да ги прават сериски, немале толку време да ги наџиџуваат. Имаш само флет боја, сенки, флет боја, сенки, и тоа е тоа. А 2003 си... Одлична серија. Ninja Turtles 2. Ја имам само еден проблем со таа серија. Ама ова е nitpicking више од мене. Иначе серијата е фантастична. Не ми се свија Шредер ше нутро. И мене. Не ми се свија Шредер ше нутро. Очите црвени некако... Арморот, оклопот му е топ. Можда и Шредер. Можда и најдобар Шредер нацртан. Арморот Својашко. е Шредер. Ама кога видов дека е нутрон ме уби однатре. Леле, не зашто. Не знам, Ороку Саки ми е иконски карактер. Знаеш, и Брат, Ороку Саки, ако ти се верува, Ласт Ронин му е целата лоза на... од него. Ороку Саки, Да. као... Не Да, знам да, сега да. да не ти кажем шо... Не, шо ти викам се почетокот го имам, дешава, ама треба да си го завршам. Ама парта ли е, значи... Нели? И сега
Значи, пази, супер е серијава, тера, јас сум хајпнат, колку е добро, и ми се свиѓа како се нацртани, ми се свиѓа како се анимирани, како ја терат приказната ми се свиѓа, карактерите како се поразлични, нели, пошто у оригиналниот 80-ти, бојата на кожата им е на сите жилкиста. Да, овде се различни. Различна боја имаат, како што е по стрипот реално. Да. Подоцна, затоа што нели пошто првите се црно-бели, уствари они оригинално сите биле црвени. Црвени. Така. И со опашот од... да, тоа е. После го скрати. Го скрати, ја пошо глупо изгледа. Го црташ силуета, значи го црта силуета и меѓу нозе му виси. Својаш му виси и си ка... Има Да, реално. Да, реално, ама знаеш глупо беше. Ама нема везе, као оке. Тој серијал на стрипови оригиналниот. Ако мислите дека знаете Ninja Turtles, ако не сте читале тоа, сериозно, брутално. Брутални се. Таму желките убиваат. Да. Нема она, чум. Не. Имаше, дали се сеќаваш на цртаниот филм, долгометражниот, што излезе според серијава од 2003, кај што имаат и од 80 серијава, ги спајаат. Значи Шредер отвара портал in time, нешто као беше. Чекај, мислам, имам нешто. Многу добар филм. Чекај, тој е филм, ја Филм долгометражен е. Дека е филм, мислиш Анимиран долгометражен филм, да. Многу е добро. Имам нешто гледано, не ми текто што знам на моменти кога ќе влезат у целиот свет и као шо. Тие желки, многу интересно, пошто се ги имаш овие од 2003-та, ги имаш овие од 80-ти, Гуфи, такви е, Хепи, ги имаш оригиналните, Dark as Hell. Има момент кога трчаат по кровови, и Леонардо ги опише, и нешто збори, брутално, Рафаел loves that stuff. И ти си ка, wow, dude! Знаеш пошо, нели Рафаел е најбрутал од сите. Раф е... Има anger management. Скоро. Епа, Рафаел is cruel but cool. Give me a break. Michelangelo is the party dude. Песната како иде. Много е добро. Ствари, јас гледав за нив од Netflix. Од кој? Од Кевин Исмен и Лаирд. Да. Епа ти си го гледал на The Toys That Made Us. The Toys That Made Us. Us. За темата викаат сакавме да не биде класична тема, туку сакавме темата да не мора да правиме како оригин овако. Туку во темата да биде опише така. Темата оригин така. Успеало тотално. Пази, во цртаната серија има доста промени, збориме за 80-ти цртаната серија, пошто оригинално, например, Сплинтер не е Хамато Йоши. Нели, у цртаната серија Хамато Йоши мутиран па старец Сплинтер. Оригинално Сплинтер е старец што Хамато Йоши го има чувано, па он кога вежбал, нели, гледал од него, попримил, мутагенот го и ги учи желките после тоа. И иначе за мутагенот, слушнав тоа ДМК действувало на пример на животните, како беше? Имаше две верзии. У контакт. Да. Recently што биле у контакт со Хамато Йоши, затоа Сплинтер, жилки од детето што ги има купено, нели му паѓаат и заради тоа. А овде па у новиот па цртан Сплинтер ги наоѓа као жилките, се дешава тоа што се види, дека он ги фаќа дека се зелени. Он така. Абе добро, они може, знаеш што беше многу смешна работа кога бев дете, имав една нинџа желка. Една. Океј. Да. Ова не беше фер од моја страна, имав поеќе нинџа жилки, ама да не видиш од нинџа жилка, мораше да има. Да. Не, види, стварно беа популарни и во крај на 80-ти, цела 90-ти беа многу популарни и за наша среќа имаше и кај нас доста што носеа играчки нинџа жилки. На пазар имаше, да. На пазар имаше оригинални играчки да си купиш. Така, да. Нешто беше најинтересно за тоа што сакав. Се не знам на која од тие сериите играчки, позади, кога ќе свртиш нели кутијата, имаше како настанале уствари многу вивидно го памтам. Значи нели детето ги носи, му паѓаат и уствари имаше како кратко стрипче у панели. Доаѓа Шредер и истура од мутагеното канализација, свееш. И после ги мутирам. Ова беше на самиве играчки од позади. Приказната како иде.
Мене нека ја дома А, ги доаѓа, отвараш полна, одма, да, полна, да. ни гледам И ги правиш. што се дешава, ништо. А знам, Химен кога ги искочил, од првим бил играчка. Да. Ева ка се. Masters of the Universe, пази, Masters of the Universe ми е една од најомилените франшизи ever. Значи, за мене постојат два суперхерои, кои што ми се врват и кои што ме имаат многу инспирирано. Химен и Бетмен. Подоцна можам да го вметнам и Спон, ама многу подоцна. Химен и Бетмен ми се кај што имале најмногу влијание за мене. Masters of the Universe има посебно место кај мене у срцево. Да, значи вака. Прво, Мател ги има извадено како серија играчки и многу интересно зошто. У тој период излага Star Wars. И Star Wars прави бум. Значи, популарност. Кенер се вика фирмата. И Мател ја губи битката за кој да ги има правата за играчки за Star Wars. Кенер ги добиваат правата и Мател ги вади Masters of the Universe како одговор. Како контра Star Wars. И што е популарно у тој период? Популарно е Star Wars, популарно е Конан, Science Fiction е популарно, фентези е популарно. Спој го! И го спајат и ги прават Masters of the Universe така. Точно, и идат во... Чекао беше, да. Први се... Во тие што ги направиле, идат да продаваат за Мател, Да. идат да продаваат за серијали, да се правили нешто. Тоа е у Filmation, подоцна. Значи прво ни ги вадат овие од стрипчиња. првим, ама во стрипчиња, секоја фигура, Да, имаш внатре, стрип, имаш стрипче. внатре Да, имало да. стрипче. Поврзано со карактерот. И Да. тие, еве го, баш го имаме тука миникомик колекшенот, тука ги имаш сите. Некои се класични стрипови, а некои функционираат како сликовница. Слика па отвори го, да. Еве го. Еве го како изгледа. Земи го само да не го. Мислам дека се гледа, значи функционира како сликовница. Имаш слика што се случува и текст. Сега, она што ние го знаеме, што поголемиот од луѓето го знаат, Химен, да. Принц Адам, све, нема везета. Тоа е за цртаната серија специфично измислено. Оригинално, Химен е како Конан Барбариан. Барбариан, да, Да. го имав, да, баш го имав. Баш тоа е, нема алтер его. Значи он едноставно кога се среќава Да, со Сорсерес, да. она му ги дава сите опремата цела и оно тоа све. Да, и така тера. И Скелетор во оригиналната приказна е демон од друга димензија дојден, кој што сака да ја завземе Етернија. Исто и Данкан, Менетарм себе го наслика тука, он одма у старт, Тела, например, Тила, како што оригинално се вика, е представена како божица. Оригиналниот ран. Воин божица. Не сум ги... Ја почнав да ги читам овие, ама некако, што знам... Не, види, треба... Не дека... Да, малце се постари. Нешто не им дошло време, знаеш. Ама убави се цртежите, што за мен ми се свијаат. Него мене муабетот ми беше ги носат као играчкиве, мислам дека тие што ги правеле ги носат на Мател. Еве ние што имаме и овие, што е вика, извинете, не ви кажав, имам и серија за они врска нема. Серијата им е планирана. Ама они врска немале дека имало серија. Дека спремаат. Тоа е финтата, они ја прават, значи вака серијата е излезена 83-та, има 2 или 3 сезони, трае до 85-та и после тоа излага долгометражниот анимиран филм. Значи кај што ја запознаваме Шира. Леле колку е добар. Actually е многу добар. Шира, да, гледај као... Збориме филмот. Филмот, да. Со Хордак. Хордак е, за мене, така, Хордак е многу боле негативец од Скелетор. Нормално, па он му е учител на Скелетор, ствари. Го има и у тој сте метас вика, машките и кабе, а сите Химен со мечот вака така. И наеднаш, замислете го тоа, доаѓа сестра му и вика, I am Шира. И вика одма, знаеш ли дека од кога се појавила Шира, дека продажбата и гледаноста на Химен дека опаѓа? Може, овој податок гледаш, не го знам, ама знам дека Шира, после Химен en Шира, филмот дометражниот е Партали. Значи тоа е фантастично нешто.
Сидми си го гледа уште, значи му го Тој е многу добар, нормално како ќе го гледам. он ми го бара. Дај ми ка со Шира да Да, гледаме супер е, тој. супер е. И после тоа има и серија. Има уште една серија од 2001. Не, со Химен, не, со Шира ли беше? Со Шира има исто 2 сезони до 87 траела. Така? Исто 2 сезони се. Да. Па тачно како што завршува Химен, почне Шира. иде долгометражниот, ја представуваат Шира како карактер, го даваат Хордак како новиот мејн вилен, кажуваат дека уствари се поврзани со Скелетор дека му бил ученик, завршува тоа, продолжуваат со Шира серијата. Не ми се свија, знаеш што не ми се свиеше у серијата у Шира, у филмот, ама ја предпоставам и серијата е таква. Тие што и се сайдкикс на Шира. Комик релив се они. Сите се комик релив. Нич не ми се свија. Е, по комик релив се затоа. Не знам, као да ми немаат харизма као што има Мене Дармс, као што има Тила, Тила е Орко. супер. Орко, бра! Орко подоцна се појавува во приказната, многу подоцна, мислам оригинално го нема, ама ставен е за да биде баш онака комик релив, ама со него тие епизодите што се имаат доста сериозни. Има една епизода со еден рог, која велам рог, зборам како музички инструмент, рог, која вадат, злото го вадат цело од него, онака многу е зазнатата. Таа ја имаше Орко ја губи магијата на македонски. Орко ја губи магијата е исто уште една. Не е истата. Ама ја имаше на македонски, знаеш, Точно. имаше три епизоди на македонски на YouTube. на YouTube. На YouTube Може. имаше. Многу добро е, некој ги спасил. Добро е. Сега више ги нема, брат. Ги Значи ги тргнале. тргнале по некој Не знам зошто јас ради тоа, тие му ги пуштив на Сидни, он од тие се навлече на Супер. на Химен, брат. Супер, И одлично. баш таа ја имаше која со рогот, Со рогот. кога искаш, леле колку Тоа е, мислам, пази, Вау, некои работи, човече. да, поголемиот дел од цртаната серија е онака, баш е детско и нели на крај има поука да извлече се. Точно. Ама има неколку епизоди од таа серија кои што се стварно сериозни и кои си као, окей, ова е длабоко. Така да тоа е супер, значи Masters of the Universe генерално супер и дали знаеш за за New Adventures of Леле. 90-ти, да. Леле. Тоа е има, реакцијата, брат, да. овде. Има дел тука. Брат. Тоа е реакцијата. Мечот нема врска, нема све. Химен нема врска. Скрос на друга планета оди, други непријатели, Скелетор изгледа комплетно поразлично, ама 2003-та, 2001-2003-та, тоа е мастерпис. Реално мечот не ми се свига. Да, многу е со гимикс. Со запчаници, брат, Да. на него. Ама Требале све да го друго- направат мечот. Како што Ама му е све оригинал, друго све е, друго. брат. Таму го имаш најдобриот според мене Скелетор што сме го виделе некогаш Таму на уствари му гледаме ориджин на Скелетор, дека он Дека е Келдор. уствари Дека е бил, Келдор. ама и му е полубрат. полубрат на Рандор, да. Затоа што Кинг Миро, кој бил да ги осваја Гар, Човече. го има прелажана една волшебничка од Гар. Гар е Да. таа расата со плава кожа што се све. И постар полубрат на Рандор. Историја нели он прво требало да биде крал на Етернија, ама зашто не е human човек, пошто е полугар и народот не го сакал. А реално Кинг Рандор си го сака брат му. Да. Они се у многу добри односи. Само нели после заминува го наоѓа Хордак го тренира у Сорсери и кога му се враќа назад, баш го има тоа у серијата. Со киселината оди кај Хордак го претвара у тоа што е Скелетор. Као што гледаш, тон целото тело му е човечко, да кажам, освен Само фацата. фацата. Уствари е череп што лепди. Затоа Да, е и со капулјача. да, И у таа серија го има најдобриот дуел што било некој што Masters of the Universe, кога Химен и Рандор заедно се борат против Скелетор и Скелетор вади 2 меча. Таа сцена е толку перфектно анимирана. Да, и тие двата меча ги Како да. во Revelation. Да. Ама па Revelation па е многу шкаклива работа за зборење. Ја почнав
Вил Смит да го викам Вил Шит. Слушам. Вил Смит, леле, сори, не Вил. Добро, Кевин Смит. И Вил Смит е Вил Шит. Да, добар е. Нели, да? Дај, ова Ама сум- Кевин Смит почнав да го викам Кевин Шит поради тоа. Брат, првата епизода 7 Не, вака. првата епизода е топ. Првата Си као, леле, браво. епизода готово. И оди понатаму Им после. звонам на сите обавезно да ја гледате серијава, најбоље е вака е така. Втора епизода. Долу. Трета епизода. Ништо. Четврта. Дупка до дупка све. И последната епизода. Знаеш што ми се свиеше овде? Химен без мечот која ќе А, випне. тој да. Така. Која ќе искочи бистеден Епа, пази, тоа е, уствари, нели они ја поделија на два дела, Да. парт 1 и парт 2, парт 2 малку се Малце. подобрува, има подобрување. Ама не е добро. Не е до крај, ама има подобрување. Точно. И прават шаутаут на оригиналниот Химен кој е Барберијан уствари, нели? Пошто кога ја повикува моќта без меч, пошто мечот му е нели као каталист. И пошто е чиста моќ, не е чиста уствари огромна моќ без да биде филтрирана, го прави како Барберијан, и тоа беше. Да, Revelation е така, ама Revolution беше Revolution беше само не знам зошто мораше да ги спојуваат Тила и Sorceress, брат. Ама така е. Така си е. Јап. Чи Тила си станува. Има вака, онда го требаше да го донесам. Има многу убав омнибус, тоа кафе го имам дома. Требаше да го донесам, сега ми е криво. Химен? Да, од DC Comics. Химен е на Masters of the Universe, DC Comics. Го нема овде тоа. Го нема? Не. Dark Horse? Не, ова е на Dark Horse, да. Ова е на DC Comics. Готово. Колку добар стрип. Ќе го земам, тој мора го земам. Вака е дебел, огромен. Како во е нешто? Да, само што и поголем, ова е помалиот Да. формат, значи до тука негде вака е, огромно е. И знаеш дека оригинално она е керка, Тила е керка. Да, со Данкан. Со Данкан. Со Данкан, да. Пошто оригиналното име на Sorceress е Тилана. Не сум Тилана. И уствари не и го дава името Тила кога ја предава на Данкан за да може да пошто она нели не може да го напушти Грейскал и сите тие работи, за да може девојчева да. Да, ама Тила Добро, во Revolution може. Може, добро. Ама да, окей. И цела леле колку. Ја знаеш и колку бев со резерва која пушти в Revolution, брат. Исто. Викам, Исто, ова исто, е исто. тешко срање Исто. као Revelation, нешто Исто. катастрофа невидена е. Делот кога Атила ги зема трите богови и тоа е by established lore. Тоа е Сите три исто богови кои ги многу зема у јако. себе. Да. Тоа е by lore, пошто тие три богови ги има у лорот на Masters of the Universe и предходно. Значи Па предпоставував, да. Види, они се зезнаја многу со Revelation. И беа окей, ова не иде. Кевин, ај ти малу, да, окей, екзекутив. Опре се малце. Ај малце поседи да ја видиме што има и земање стрипови книги, аха, окей. И уметна е многу Ама работи. пак што е, ама пак е од него, знаеш? Да, не, е од него, знам дека е од него, ама знаеш како, беа како, ај лабај малце. Нешто на лабај малце и типото лабави. Знаеш што не ми се свиѓа, што не ги вратија скоро сите карактери што скоро. Него врати ова Клемджем него врати и Фисто. и дрвано. Да, и Мосмен него врати. Да. Чекај малце, јас Слободно. извинувам само Слободно. 2 секунди. Нема гале, ја ќе ви бидам соло хост. Ако терај. И Огнен не можеше да продолжи моментално, ќе ви се врати, нема гајле. Значи, малку тривија, ајде ќе ви кажувам сега за Masters of the Universe. Има 3 креатори на Химен, кои што едниот е, ова збориме за периодот Мател кога го креирале, едниот е што има пишувано приказната, другиот што има дајано идејата и третиот што го има нацртано. И баш што го збореше ги серијала да тој издет Медас, буквално 3 креатори, сите се јадат меѓу себе. Ја го креирав Химен. Ја го креирав. Не, он не кажа, он тоа е многу интересно. Што сега да ти кажам за друго? Нешто врска беше со Химен и со Revelation и со
Не бе, кој беше тој фист што викаш ти? Фисто. Кој беше тој со Со металната ги рака. вратија бе тие? Не, нив им ги земаја само оружјата бе. Нели кога беа доле кај Да, Скергло. да, Им ги да, земаја да. оружјата затоа што нели оваа идиотка Вајвол Ленин го уништи Притернија. Тоа не се свиеше. Притернија не е рајот на Притернија е оригинално Бајлора кој идеме е историскиот период на Етернија. Кога Кинг Грейскал оригиналниот има. Тоа е многу убаво представено во серијата 2001. Тоа е многу убаво. Пошто има дел кај што Кинг Грейскал со неговата Сорсерес, која што му е кралица уствари, која што го имаат официјално оформено и Кесел Грейскал и све, како ја имаат брането Етернија од Snake People. Гледаш тоа, не сум го тоа, ќе го гледам. Обавезно. Тоа е втора сезона. Snake People. Они се уствари оригиналните вилани на Snake Етернија. Mountain. Да, Snake Mountain уствари била нивна оригинално, Скелетор ја превзема отпосле. Готово. Кобра Кан, што му е еден од лутенант на Скелетор, потекнува од нив. Кобра Кан е многу закон карактер. Кобра Кан. Јеп. Кој беше? Кобра Кан е змија и отвара како кобра баш и газ. И зависи зависи у кој стрип или овако, негде кај е газ, некаде е отров и киселина. Готово, јасно, јасно. А оној како се викаше у вода што Мермен. Мермен. Тој му е исто еден од Мермен е меѓу првите, мислам, чекај баш да проверам, sorry guys. Мермен е мислам меѓу Бисте прв. Еве го. Меѓу првите знам дека е меѓу први. Бисте еве го. Бисте еве го. Барам, знаеш кој Стратос го бараш, еве го Стратос. Да, Стратос. Стратос е крал. Revelation и во Revolution. Скоро и да го немаше. Скоро и да го немаше. Да, еве го Мермен. Гледаш, уште у првиве страници го имаш Мермен. Он е еден од познатите така. Скоро и да го немаше, а Стратос е многу јак карактер. Многу јак лик. Он исто многу добро представен. Пак се навраќам на таа од 2001, зашто стварно беше добра. Само 2 сезони има, многу ми е криво пошто не ја завршија приказната. Не ја завршија, знам дека тоа на Cartoon Network и идеш и на Cartoon Network и на некои други. Јас првично ја имам гледано на RTL 2 или на Супер RTL. Значи на германски оригинално ја имам гледано. И после си ја симнав, си ја изгледав. Ја убаво што ми даде кураж што би се рекло да почнам да ја гледам и јас. Па ја пред неколку години ја изгледав, си правев маратон, значи изгледав 80-ти, Химена Masters of the Universe, филмот со Шира, Шира ја изгледав, се префрлив после на серијава од Adventures of He. Adventures of He-Man, тоа беше она CGI, да бе. Добро беше тоа? Не бе, New Adventures. New Adventures ја скокнав. Имам играчка од него. Сарно. Да. Ја знаеш, на времето моите од пазар ми купија Розев меч. Ама мечот од Thundercats? Да. А во кругчето внатре Химен пише. Знам тој меч. Го имам видено, да. И ти си го имал тој меч. Вака, има една многу интересна фотка од мене 80-ти, крај на 80-ти, роден ден мој најверојатно, нешто така, и јас сум сликан со тортата, нели? Тоцкав мало дете, и на мене мечот од Химен. Со харнесот, со све. Као Скај беше тоа. Буквално Скај. Сиво со црно беше истиот. И црвениот, мислам, да, ама овде беше го има, да. Црн му. Од овде беше црно, црвен крстот и сив Скајот и се облакаше као елече. Да, и мечот можеш да го ставиш. Знаеш ли дека јас сега на Сидми не можам да му најдам меч на Химен. И на мајка ми викам зашто си ги фрлила тие ствари, и она знаеш ми каже искршени беа, ми вика, затоа ги фрлив. За жал, да. Ако ти се верува, мајка ми ни ги чува и играчките Лего коцки као мали што сме ги играле. Браво. Ми ги истори, еве ти ги. Има и и ја ги двоев. Поречема што 99% се сите коцки и ги имам како немаше Лего Бетмен, Супермен, тогаш не знам Star Wars ово она.
Lego City беа и имаш, не знам, Ти си градиш. Да. И имаше со змееви, нешто Имаш. имавме ние со змееви, нешто под вода имаше, нешто Да, снег да. имаше. Тие ги имаме. Има и кај моите дома има нешто останато од играчката. Ти викам, деве, само една кутија ми фалеа 2 делчиња. Од Аха, Од што си ги као каталогот што ги има, да. на друго све, сите коцки све и му ги дав на син се игра, ама слушај, ако фали делче, ќе видиш да. Тоа мора види, тоа е добро затоа што така ќе го научиш да ги цени работите, да ги чува, да ги цени. Колку ги чува, Браво, човече, ама браво, брат му Партали на сите страни. Немој. Браво, ајде, собирај по него. Знаеш како, се убаво спомна Бетмен. Втора серија за која што искрено сакам малци повеќе време да ја посветиме. Една од највлијателните серии, знаеш више кај одам, една од највлијателните серии која станува збор за DC Comics, серија цртана која што има толку големо влијание според неа, после неа стриповите ги прават. Batman The Animated Series од 92. Тоа е Партали, брат. Тоа е мастерпис, тоа е ремек дело. Серијште. Многу убави работи си има случајно 92, ама ова е една од нив. И Брус Тим, креаторот, ова е нешто што многу малку луѓе го знаат. Цртана е на црна хартија. Па предпоставувам. Црна хартија. Затоа е толку све мрачно. Темна е цела и црна, бе, брат. Црна хартија. Колку е тоа добро. И според таа серија е за мене најдобрата приказна за Бетмен што сме виделе. Баше детектив. Баше детектив у серијата. Само е детектив и света, ама филмот Mask of the Phantasm, докуметражниот, тоа е ремек делот. Значи тоа е фантастично. Брус Тим ја има најдобрата работа направена, креаторов на серијата. Да, ги дал основите. Он го има земено на Милер Dark Knight Returns, ги има земено филмовите на Тим Бартон, малце од Silver Age има ту и тамо земено, мишмеш и ја прави The Animated Series. После тој Супермен има исто Супермен серија, ама после. и ликот е, значи тотално Тоа е све. Тоа е тоа. Ама Бетмен серијата е човече. 3 сезони, 2 што се оригинални, и после тоа излагаат The New Adventures кај што менуваат Не, менуваат они некои работи у анимацијата, ама си продолжува. Чекај, не беше, која беше, па после завршува, па продолжува со еден Джокер многу лош, брат, као со суканици Джокер, оно. Не, тоа е друго. Тоа е The Batman. Друга е таа. Таа, уствари, нема суканици, долга му е само коса. Долга ме као, добро, Таа е мене многу ми се допадна, мене ми се објаснам. допадна затоа што има многу различен пристап кон Rogues Gallery што му е на Бетмен, ама таа е многу подоцна излезена. И таа има 3 сезони, али The Animated Series после тоа продолжува со Batman Beyond. Batman Beyond е мастерпис. Batman Beyond е мастерпис. Има неколку филмови, докуметражни анимирани зборам. Значи, првиот е Mask of the Phantasm, што е не е 10 од 10, 10.000 од 10. Толку. А вториот после тоа што излага е ова е страшно добар. И приказната се вика Sub-Zero. Ја заокружува приказната на Мистер Фриз. Да, знам. Таму и Робин се поја. Почо првите, тоест прва сезона у Animated Series Бетмен е сам. У втора сезона доаѓа Дик Грейсон. У трета сезона Дик Грейсон е више Nightwing. Тим Дрейк доаѓа што е подоцна да Ред Робин. Доаѓа он и со Барбара Гордон имаат Што имаат? Тука е. Присутна е. Нема везе цртаниот од Killing Joke, тоа на почеток што се случува. Да, ама Killing Joke е... Не, стрипот е. Стрипот е, не знам зашто морале у цртаниот за подолго ли да излеа? Излезе кој да беше таму еден од шоуранериве, ради контраверзни причини го ставивме тоа. Значи... Да. Принудени. Без везе. Не, тоа е глуп дел, мислам, ама да, Killing Joke, братче... Па, пази, ако заприметиш Джокерот како изгледа Animated Series, е многу инспириран од баш од Killing Joke инспириран. И човече,
која voice актерска екипа ја има Batman The Animated Series. Прво, јасно мора да кажам, Кевин Конрој. Бетмен, точно. Единствениот глас за Бетмен. Мислам, многу го имаат давано гласот на Бетмен, ама како што Кевин го има дадено, тоа Абе, е... тоа ти е исто као Марк Хемил, што е Джокер, Хемил, се што е Джокер, што го зема. Мада и за Скелетор. Океј ми беше за Скелетор. Океј, ама знаеш што проблемот со викам, Скелетор? као Джокер да го... Буквално кога збореше Скелетор у овие новиве, и замислувам и го слушам Джокер. Знаеш? Да. Марк Хемил, не знам дали знаеш за тоа која требало да ја превземе улогата, оригинално планиран бил Тим Кари за Джокер. Ама, за жал, развил пневмонија. Аха. И морал да оди на лечење и така натаму И и ова улетува Марк Хамил и сега не знам точно со кого, ова беше у едно интервју, правил разговор, ќе бидам Джокер, и некој му рекол, брат, ти треба да бидеш Джокер, па ти треба да бидеш после Джек Николсон. Знаеш ли колкава улога ти треба да освоиш? И кога бил на првото интервју, бил преплашен, као, сега како, знаеш, она. А мислам дека го планирали и за Two-Face, ама нели после, пошто Джокер, Two-Face скроз друг voice актер земаат. Знаеш ли кој мислам дека иднина треба да го игра Джокер? Vikings ја гледаше? Немој, оној што Флоки. беше и у Warcraft. Флоки. Флоки, окей, да, може. Флоки. Скарсгард. Да. Скарсгард, може. Брат, да му да. нацртаат само скроз, да. Баш е и таков едни. Да. Има да биде можам да го добар замислам Джокер. да го видам. Добар Джокер. За Джокер е една работа многу битна. Погоди го смеењето. Точно. Ако не го погодиш смеењето, фрли се у вода. Ја на пример Джеред Лето не го можам као Джокер. Джобе, тоа не беше Джокер, така, брат. Тоа беше точно. Тоа беше глупости. Ама им браќал мртви глупци дома. Голема работа. Значи не ми се свиеше како изгледаше, не ми се свиеше смеењето, начинот на не беше вештачко му беше смејат. Баш така. Шо грекаш на баш така. Ама во Зек Снайдерс Universe на крајот го гледаше Justice League Зек Снайдерс да, Extended за Зек Снайдер, да. На сцената кога идат таму, кога нели све кога е уствари со долгата коса, таму е кога нема тетоважи, кога нема златни заби. Таму беше окей. Таму беше окей, ама знаеш, ама пак го имаше смењето, ама окей беше. Зашто? Затоа што таму Зек Снайдер го водел. Да. Вака треба да биде. И вака ќе биде, пошто мене ми е криво што неговиот универзум не, ќе го продолжат сигурно, мора да го 100% ќе го вака, еве кажувам јавно се емисија, за мене Бен Афлек е најспот он Бетмен според, ако збориме стрипски. Мене ми функционираше и како Брус Вейн, затоа што добар беше како Брус Вейн. Тоа сакам да кажам. Добар беше, окей ми беше, не знам. Тоа ја го зборам. Плюс костимот што го носи е спот он стрипски. Затоа што, пази, ако идеме наназад, неколку, пошто Бетмен играни серии збориме, има многу. Значи од 40 од црно-бело. Тим Бартон го воведе фул црн костим, да, бел лав со сиво, така. Лав со сиво, точно тој и кај Адам Вест го има. Да, значи Адам Вест има давано глас во Animated Series, Grey Ghost го глуми он, намерно го имаат викнато. Уствари, што е епизодата? Од каде се инспирирал Брус Вейн за да стане Бетмен, Grey Ghost, кој што стрипови што на времето ги читал. И карактерот он го среќава у анимираната серија, Адам Вест му е гласот. Добро, сигурно знаат дека Харли Квин прв пат се појавила на... Точно. Ама јуше некој мислам дека... Вака, неколку има промени во Animated Series, кои што подоцна ги... Clayface, мислам дека го имаат малце, тим го има сменето. Харли Квин прв пат се појавува во анимираната серија за да му биде партнерка на... Уопште и у стрипови ја немало. Немало, воопшто не. Прв пат се појавува во Animated Series. И гледа кој бум прави. Мислам као карактер. Харли Квин е... Есенцијал. Шо мислиш за Леди Гага као Харли Квин? Сега за сега уште ништо. Да ја видам прво на филм, па ќе мислам.
Го гледав трейлерот. Би лежал ликот вака? Ајде да видиме. Ајде да видиме. Знаеш, сакам да видам Маргот со Роби беше супер. Маргот Супер. Роби Спотон, беше значи кастинг перфект. Ајде да видиме. Ми беше чуден трейлерот за Джокер 2, ама сакам да имам отворен ум, не сакам да правам но Долма знаеш. не сакаш јасно, Да. јасно. Ајде, окей, го Нека изгледавме искочи, трейлерот, па нека да искочи видиме. па ќе видиме. Може ќе ми се свија, може нема ми се свија. Точно, Не точно, сакам точно. пред време да зборам. Точно. Знаеш, али да, и најголемата промена што има направено The Animated Series е во Мистер Фриз. Мистер Фриз оригинално претходно бил луд научник кој што се бавел со мразови и такви ствари. Брус Тим му ја дава таа трагична улога со жена му, Трагична, со Нора. да, и до негде и Мистер Фриз не е негативец. Точно. До негде и Мистер Фриз Епизодата се вика Heart of Ice и таа е една од најемотивните епизоди што сум ги гледал. Да. Heart of Ice и после продолжува приказната во Sub-Zero, долгометражен, значи се заокружува. Во New Adventures му даваат сосем поразличен лик малку, мислам, пак ја задржуваат оригиналната приказна, ама го менуваат малку за на крај финално и конечно да се затвори приказната во Batman Beyond. Тогаш више збориме за Animated Universe. Сега, зашто е Batman The Animated Series битна? Затоа што од неа потекнуваат после и Superman The Animated Series, Justice League Unlimited, Сите бе Teen после Titans. нив им, да кажам, до негде им тргнува на DC со цртани. Да. И DC, Marvel само подобри се во филмови од DC. точно, се слагам 100% Во со друго, ова. не, као статистика е така. Точно, иако Продажба на стрипови да. DC се поише од да, Marvel. да. Подобри цртани серии Така. има. Подобри серии има. Иако, мора тука да те прекинам. Мора да спомнам дека во 90-ти имаше фантастични Marvel цртани серии, 3 мора да ги спомнам. Тоа се Spider-Man The Animated Series, Masterpiece. Spider-Man The Animated Series е исто како што е Batman The Animated Вака. Series ремейк дел и Spider-Man е ремейк дел. Ја- И X-Men, X-Men. Да, сега 90 што е као продолжение, нели? Гледаше? На тувач листа ми е, немам доволно време да седнам, пошто гледав некои други работи, плюс имам фигури Warhammer за боење и сакам да ја доиграм Unicorn Overload, затоа немам време да седнам. Викаат дека викаат дека е добро. партали. Да. И серија која што многу малку луѓе ја знаат, Iron Man The Animated Series. Тоа исто беше многу добро. Знаеш дека убаво што уствари мислам дека му ја пуштив, дека ми бараше со Iron Man некој цртат. Мислам дека му ја пуштив, Топ. не сум Супер, не топ, сум одлично. сигурен. Него муабетот ми е за Бетмен. Добро. Ако сакаш, ова им го кажам на сите, да навлезеш во Бетмен убаво, Бетмен The Animated 100% се Series слагам со ова, да. и серијата Готам. Готам, знаеш што е многу интересно со Готам? Готам ја изгледавме. Готам е повеќе да ги запознаеш негативците од универзот на Бетмен. Точно, со тоа што за мене Готам беше хит and мис. Имаше и многу добри работи, имаше Точно. нешто што не ми се свиѓа, ама мора признам Джокер како беше. Джокер беше Готам секоја чест како се викаш глумецот. актерот. Не ми текнува. Не битно, он е се у Star Wars. Он е Да, у игрите. Кал Кестис е он у игрите, да, и е Морган нешто така. Нема везе. Не, да. Джокерот беше И таа идејата дека се ствари близнаци, знаеш што е доброто? Пази сега, пошто знам дека имаш читано. Во Готам, нели беа уствари два Джокери близнаци. Многу ми се поврзува со стрипот The Three Jokers. да, па тоа Многу мислам ми дека се им поврзува. било Идеја, што земале, да. да. И делот, еве сега, окей, sorry guys, spoilers, incoming spoilers за Готам ако немате гледано. Делот кога се во забавниот парк. Тоа е земено од Animated Series, frame by frame и на крај кога го вика собата, да. ла. А Кога се инспирирано хефта
фацата, Да. леле. А инспирирано и од Killing Joke и од Од Killing Joke, ја мислев дека од Killing Joke. Killing Joke скроз, епа, рачунај дека пошто Брус Тим има земено доста од Killing Joke, Да. ставено во Animated Series, овие земаат од таму. И знаеш, у Готам тоа ми беше добро што гледав, знам точно ова таму го имате земено, значи иако е Universe сам по себе, нели, Готам независен од другиве, гледам од кај црпеле инспирација. И тоа што беше добро, беше стварно добро. Како ти се свиеше Джим Гордон? Гордон, вака, пошто ги имам читано Year One и претходните, мислам дека беше окей. Харви Булок, да, Харви Булок беше. Харви браво. Булок, ја прв пат Харви го Булок. упознав како карактер таму. После тоа, Тасеон, у Animated Series го има, да. после тоа ја сватив усвари Да, кој е, да, дека да, го да. има и го има и во Бетмен со вој на Тим Бартон. Го има, у првиот, Го има. Се спомиња, тука е. Го има као лик. Како лик, да. Да, го има. И после ја сватив што и мислам, не сум сигурен, мислам и дека го има во Бетмен на Нола во у барот кога Да, иде кај овој кај Фалкон. Не сум сигурен, еден го Треба да има. ги прегледам пак. Го има еден као дебел, нешто као јаден. Па најверојатно да. Знаеш како, за Нолан филмовите, еве. Batman Begins, прекрасно. Dark Knight, masterpiece. Dark Knight Rises. Зашто? Бейн. Не ми се свигаше. Не, Бейн окей Бейн, ама Зашто бе? не знам, не ми го направи. Не, Мене баш ми напреки. Супер, Тоа е баш ми е мило ете трилогија, што ти се погодило, мене не трилогија ми се да погоди. ја склопиш ми беше Sure. окей. Не знам, ми фалеше нешто у филмот. Не знам, некако имаше моменти кои што не ми беа баш нешто логични, ама И ја, Скеркроу беше многу Ето јако е цела тоа. трилогија. Тоа е У тоа. цела, значи карактерот Тоа е у цела трилогија го има. Да. Скеркроу беше партали. Да. И Рейшал Гул на почеток. О, Рейшал Гул. Или јавно нисам. Гениал. Сцената со возот. Кому ги Да. објаснува, кому објаснува Да, ствари да, што е да, целата да, идеја да, да, на да, да. League of Assassins од Нанда Барбати света. Рейшал Гул во Animated Series е исто уметнат и таму е редефиниран и Извини, прекрасно извини, направен. ќе те прекинам и улету у глава сега. Нинџа желки против Бетмен. Го имаш ли гледано? I love it. Така, I love it. партали. Која анимација добра имаше? Не тоа? за Колку- анимација, колку како беше- Не, ти- и приказната е супер. Како ќе им текне на Джокер да му го дадат она Така. да стане мутант, брат. Змија. А Харли Квин беше Харли Квин шо беше, она се мора да е претвори... хиена, брат. Она со хиените. Хиена беше? Не ми текнаш. Ле, одамна го имам гледано, ама гледа колку беше добро кога уствари се обидува да го тепаат Бетмен. Они нели Така, првата сцена е така, нека да. ги нели они се нинџи ова, доаѓа мастеров Бетмен и ги премлати ко мали деца и вика, wait a minute. Чекај полека. Многу добар, преубав. Многу ми се свигаше тепачката на Бетмен со Шредер, брат. Да. Бетмен и Да. Шредер ги ставаш да се тепаат, точно. брат. Да. Значи, Тоа не, беше, ама- леле, стварно мастер. Не, затоа кажам, добра приказна, добри војс актери, Има и одлична стрипови. анимација. Има Да, знам, стрипови. па нели уствари според Поред тоа тоа ги има правилно. Може. Тој Бетмен е оној од Silver Age, сиво со плаво. Да, Сиво со плаво. на многу Прекрасно. беше добро. Значи, која ја мислев дека е срање. Реално, викам, абе, дај бе, Да, глупости. си мислиш што ќе биде сега како ќе Нема, биде? не го ни гледав, брат. Ау. Сидми, Ајде да. ај бе, тато, дај со Нинџа Желки да си играм, ај со Бетмен да си играм. А тато ми вика, има филм Нинџа Желки, Бетмен, и мене тинг ми светла. Да. Има бе, му викам, ајде, бам, го пуштам, абе, викам, филмов, Супер. добар е бе, Супер. прејак е. Гледај се, дали имаш некојаш читано Бетмен на македонски? Не, Ја имам. на македонски. Да, у 90-ти Кај, бе? излагаше, лекоко ми е криво за таа, излагаше еден забавник наш македонски, се викаше Илустриран забавник.
Справен по терк на политикин забавник од Србија. Значи, Да. истата формула. Каиши, стрипчиња, занимливости, и они имаја во неколку делови одеше Бетмен стрип од Silver Age со Атом. Атом му беше како Атомот таму го знам, сори прв пат од тој стрип го имам видена. Преведен на македонски. Во истата таа серија имаше и со Конан стрипови исто преведени на македонски. Кај се ти? Не, тоа не знам. Многу ми е криво што ги немам. Зашто бе не чува, не за мене или за тебе, државата што не чува архива на некој? Треба да има. Треба. Колку што знам по закон, мислам дека и Ваци кога ви беше во емисија, ви кажа дека се што излага треба да се даде у Национална Точно. библиотека, така неколку примероци. Ама сега да идам ја у библиотека и што да кажам? Добрен, имате илустриран забавник и Не, најверојатно да ќе те кажа кажа не. што? И што? Кажи што? Што Како бараш? забавник? Како забавник? Немаме друже. Што имате? Не знам, За жал. таму види. Иди таму. За жал. Знаеш колку беше добро илустриран Ја би забавник? ги скенирал, тие би ги чувал Па, и нормално. дигитално. Во илустриран забавник имаше три, како последователни идеја, значи прв, втор, трет дел, три рубрики посветени на анимејтед сириз Бетмен, баш што го зборивме сега. Имаше плюс, ова многу добро го паметам, неколку броеви посветени на Трансформерс. Цела приказна од Cybertron и кој се Decepticons, Autobots, Dinobots, све. Гледаше чим сме кај Трансформерс. Новиов? Да. Не, Не, тоа е за трейлерот, гледаш? не. За мене Трансформерс заврши со... Трансформерс 2. Не, добро за филмовите, да, не зборам за анимираните. Последно нешто што гледав беше од 2000 анимирани. Енергон, мислам дека се викаше. Анимиран, знаеш, Енергон. сум поштоел Трансформерс, окей, ама не сум можел. Не си навлегол толку. Fair enough. Не можам, брат, No, некако fair enough, многу да. ми се... Да, звукот е И многу... многу да го треба да го деј чекај се. Да. Не знам, некако окей ми се, супер ми се, роботи. Да, топ. е роботи. Ама не Знаеш дека ме купиле до Знаеш дека е јапонска анимацијата. 100% брат. Јапонска анимација, мислам Га- продукцијата гарант. е... Знаеш ли колку аниме ние имаме гледано во 80-90 тука у Македонија? Да, Опс, многу, опа. многу. Ајде, еве, кога више почнавме. Од старт ќе ти кажам за Тетка Биберче, знаеш дека е аниме? Да, точно, сакав се тоа да го спомнам. Тетка Биберче Тетка аниме. Биберче е аниме. За сигурно- тие што не знаат, Тетка Биберче е многу интересен беше цртан филм. еден лик што беше уствари малечка. Она е таа. голема, па со Голема, лажичката па е магичка, ќе се смали. лажиче го Да, имаше го. и ќе се носеше, смали. Па ќе се смали и така нешто правиш. имаше Тетка нешто Биберче права. аниме. Аниме е исто роботека, макрос. Роботека е Чекај. Да. Роботека е аниме. Со бисерите то не. Не, тоа е микроби. Нема Така? врска тоа. Не, нема врска. Роботека е аниме кое што уствари на планетава доаѓа огромен вселенски брод од Добро. надвор. Луѓето почињаат со reverse технологи да контат како светот функционира и имаат роботи кои што се претвараат у авиони. Ама не се како кај Transformers Self-Conscious, туку пилоти ги возат. Аха. И горе у свемир со друга вселенска раса. И тука више кога сме кај аниме, кај македонски, не може да не го спомнеме Saber Rider and the Star Sheriffs. Тоа да. Saber Rider and the Star Sheriffs беше класика. и се уште е Ја сватив, ја Masterpiece. сега да кажам, сватив дека сега му пуштив на син ми, сватив дека тоа е аниме, тоа е сега. аниме. Ја видов и ово викам, ова аниме. бе, Да, човече. аниме. Ја Гениална. Прекрасна серија. Како беа преведени кај нас многу беше интересно. Конјаникот Сабија и звездените шерифи. Шерифи, да, Пламенко, односно Не, Fireball. Пламенко беше- не ми текнува на името. Шоферот, возачот, значи тркачот е Пламенко. Каубоецот. Каубоецот е Колт и April. Колт. Сега да ги кажам, значи оригинално Saber Rider, како што беше кај нас беше кој некој сега преведен, негово оригинално име е Ричард Ланселот, пошто потекне од Шкотска. Типот од Да. Шкотска. А ако си приметил Знамето, знамињата они си ги имаат сите. Знамињата Да. и возачот Јапонското, јапонското. кај Колт го има америчкото. Да. Инаку оригинално е Fireball. Шинджи Хикари. Сега сигурно тригернав некои аниме фанови. Не е Шинджи Хикари, Евангелион, туку Шинджи Хикари.
Тоа е Fireball, што беше преведен. На Colt оригиналното име е Уилиам Уилкокс. Ама сите го викаат Colt. Брат, ти, значи, ептен си навлегол на север. April е Eagle се презива. Чарлс Таткој е главниот генерал, а она го има уствари креирано Рамрод, што ке нас беше преведен како Рембрандт, големиот робот што им се трансформираше оригинално се вика Рамрод на англиски, ама на јапански се вика Бисмарк. Ајде. А ке нас беше како Рембрандт преведен. Па добро, не може да... Не, ако супер, не, и Рембрандт е добро име, мислам, пак знам. И Outriders беа главни енеми, што ке нас беа преведени како одметници, пошто они беа уствари од друга димензија, не можеш да ги убиеш, испаруваат, идат од другата димензија, сега ако одиш во нивната димензија и таму ги убиеш, се претвараат у луѓе. Не умираат, се претвараат у хуман. Ја знам дека постоеше Saber Rider и знам дека имам гледано тоа, ама не сум седнал као тебе и убаво да ги иследам за да ги да ги сватам. Сега да ги кажам одма и главните ги памтам негативци. Немезис беше на главниот негативец. Гетлер му беше као генерал на војската. Джеси Блу е еден од најаки негативци. Он имаше негов посебен робот со камшик со света и Венко. Кај нас беше преведен како Бланко. Бланко. Кај нас беше преведен како Бланко, а уствари се вика Венко. Ванко не окрсти. Појма, ајде. Венко беше многу добар негативец. Баш онаков со пази, се нели тоа е science fiction in space со тоа е све брат. Ама типот долга коса, бели очи без зеници, заби како на вампир, сомбреро и овакво пончо. Ау space. Да. Многу јак карактер. Да. И Saber Rider and Star 7, браво. И ќе ми текне сега на... Сигурно го знаеш цртанот, не ми текно на името сега. Опиши ми го. Сега, каубоец беше индијанец, облечен како... Бревстар. Со конјот, што се правеше со пишката. Да, Бревстар. А он некој моки имаше ја као мечка, брз као пантер, не знам што. Тотемски животни имаше на него. Сега, пази, тоа е Filmation. Тоа е истата фирма што ги правеше оригиналните Masters of the Universe цртан филм. Друго нешто од Filmation, освен Masters of the Universe, што има кај нас идено на македонска телевизија е Tarzan Lord of the Jungle. Чекај. Tarzan Lord of the Jungle. Што е овака и однака се движи само. Да, и на крај што... Не. Па добро, види, Filmation така ги правеле, порано имале сет на одредени анимации, само ги бутаат по потреба ги менуваат. Трча, да. Lord of the Jungle. Black Star исто, Black Star е... од нив е и Thundercats. На Filmation е Thundercats? Мислам дека е на Filmation, дека имат крос. Треба да го проверам. Не, има крос, да, ама тоа е у DC Comics имаат кросани. DC Comics имаат направено. И DC Comics има Masters of the Universe and Justice League и Masters of the Universe versus Justice League. Justice League? Да. Фигури, знаеш дека имаат сега нинджа желки со Masters of the Universe елементи? Мутирани како... Да. Actually, тоа е многу интересен концепт. Зашо? Што знам, ме ми интересно. Ме ми интересно, сум као, окей, ајде да видиме како ќе изгледа тоа. Filmation има многу добри такви стари серии цртани филмови. Да. Filmation у различни бои, презентс. И тоа кога ќе го видиш на телевизија си као, да, ова ќе биде добар цртан филм, се укотвуваш нека, нема мрдање, стани, не. Шо друго да патиме од времето, чекај малце да видам. После, ајде сега во хака ќе идеме. Малце од поново време. 2000-ти, после 2000-ти. Прво шо ми те... Вака. Дали се плашите од темнината? Точно. Тоа е игра на серија. Сакав нешто друго. Игра на серија. Сакаше да ме прашаш за The Storyteller. Со Џон Хрт. Не знам со кој да правам муавет за таа серија. Со мене ќе правиш. И конечно, ете... Со мене ќе правиш муавет за таа серија. Колку беше добро тоа, колку беше да. Хорор тоа за гледање, брат. Беше стварно хорор. Колку мене ми беше страв да го гледам тоа, брат. Тоа е една од најдобрите ТВ серии британски што некогаш имаат излезено, Џон Хрт со бисквитот. Епизодата со тролот. Со бисквитот.
Мене фаворит ми се две. Значи, на прво место ми е со Грифинот. На крај, момчето што го праќаше, нели требаше да се земе со девојката, па го праќаат те ваму те таму со едно џуџе кој ќе се најде на крај, кој ќе го пратат кај Грифинот. Па на Грифинот треба да му го земе златното перо. Најдобрата работа. Што е најдобрата работа кај нас? Со чамето. Кај зашто вешлаш сам? Па повели земи го веслото. Оп, и он стана скел. Најдобрата работа кај нас, збориме кога одеше, е тоа што војсоверот го правеше гениалниот Борис Мајсторов. Борис Мајсторов има толку многу оставено позади себе кога станува збор за војсовер кај нас, значи тоа е фантастично и многу добро, значи само можам пофални зборови за тој начин на кој што он ги правеше. Тимче Мешковски, брат. Види, они супер се сите правеа добро. Пошто пази, Химен кој излезе, нешто и Химен беше Џамбазов беше Химен, брат. Химен. И ако не се лажам, мислам дека он беше и Тарзан. Само ова не сум 100% сигурен зашто одамна не сум гледал. Али Химен беше Џамбазов. Химен беше тоа, знам дека е Џам, а ништо чудно и да е Тарзан. Мислам дека беше и он Тарзан. Кога ми кажа сега, знаеш како да ми отвори некои работи у глава што мислам дека беше. А инаку еве се морам да се навртам за The Storyteller. Има две сезони. Едната е со една идеше со Џон Хрт, со куќето. Таа е уствари правена според различни приказни од различни земји од Европа. Причата со ежот. Ја имаше на The Witcher. Слична е, да. Не слична, таа е причата, брат. Он иде како крал. И уствари е, ама приказнава Storyteller беше трол. Не беше трол. Трол беше трол. Само изгледаше како еш. Тако не, еш беше скроз, брат, еш беше. Па onda ќе ја мешам епизоди, значи. Колку беше језиво тоа кога се леле, брат, колку беше језиво тоа кога се Да, готово ми текна кралот која која уствари да го научи пошто он беше нели лош со поданиците за да го научи волшебникот кој му дојде за да го научи да биде добар со готвачот со прстите кои ќе му одлетаат. Таа е таа епизода. Таа е готово ми текна управо си. Со облече тоа костимо, леле колку беше језиво тоа. Ма тие беа практични ефекти, тие беа многу добри практични ефекти. Втора моја омилена е со војникот со смртта. Со вреќата. Што е ова? Вреќа. Со ѓаволчињата. Со ѓаволчињата. Леле, тие колку беа језиви, брат. Кажи колку беа језиви. Што сме гледале ние мали, бе, брат. И што ни фали, бе? Мислам, добро. Ни фали, брат. Не ни фали, бе. Добри сме. Добро, да. Storyteller. Прекрасна серија Storyteller. Тоа јас сега на Сидми да го пуштам. Малце треба да е постар, не знам колку години има. Абе на било кој бре малце да е постар, џабе брат, тук ќе се упке, не стварно беа многу добри практични ефекти, а втора сезона е исклучиво со психолошки се многу, брат. Со хеленистички приказни е втора сезона, значи Тезеј, Херкул, ама првата сезона е. Ама знаеш дека еве сега кога ќе размислам многу тоа психолошки. Да. Дека толку се направени језиви, реални, да кажам. Да, баш реално изгледа. Што ти језиви викаш, човече, што е ова, бе? Баш так. И со чекај, која беше со бисквитот имаше нешто, која епизода беше со бисквитот? Па мислам дека уствари тоа со тролот што ти го зборам. Он им даваше бисквит као последен, имаше го не, тоа е со смртта. Со смртта е. Со смртта беше. Пошто он уствари нели као војник доаѓа и наоѓа питач. И еден бисквит му останал, ајде ќе го поделам со Питачев, Питачев му ја даде торбата како благодарност. И сакава да направиш пари, оди тој замокот, таму се ѓаволите. И нели у таверната кога му вика да бе не оди бе, таму има ѓаволи, ќе одам, нели ги собра сите, на крај ѓаволот му даде копито, од копитото негово го најде лекот и така дали, да, така. Да, тие беа многу добри. Џон Хрт за жал не е веќе меѓу нас. Ама и тогаш беше стар, брат, така да. Џон Хрт у V for Vendetta. Он беше диктаторот. Он бе колку добар филм и колку добар. И тоа е добар филм. Добро, маце забегавме сега, нели? Да, ама V for Vendetta да не го спомнеш.
Стрипот го немам читано, ако Тоа е идам у генерално, Солун, тоа е. ако идам у Солун, ако го најдам ќе го земам обавезно. Филмот и стрипот, партали. И сега да идеме малце, као ти кажав, дали се плашите од темнината? Да. Која е мене прва Ајде. епизода што ќе ми како со стрипот, со дечкото, со Да. и тоа ми е вреđано у глава како страшно, брат. Мене две, со кловнот и со детето вампир. Тие две ми се онака остаени. Нели уствари со детето вампир беше кога им доаѓаат соседи и навечер се дешаваат Аха. ствари, уствари кога влегоа у подрумот, саркофаг се отвара, дете, уствари вампир, онака. Тоа беше језиво многу. Ти викам, ова, брат, ми оставено у глава као нешто језиво, брат, Да. као што The Storyteller, као што Да, ми се да, да, оставено да. у глава као језиви. Да. И ти викам, прво што ќе ми кажеш дали се плашите од темнината, одма, значи Да, колку- со стрипот, да. со Джокерот, тој као Джокер Баш што така, да. што беше Да, да. мрдната серија. Мрдната беше серија, тоа. скроз мрдната. И тоа човече идеше кај нас на... Кај нас бе као 8 сат вечер као седи Да, гледај да. го еве ти Нема слободно. проблем, да. Ле. Ти текнува на најмната шпица со чкорчето со Да, кибритот. да. И буквите. Are you afraid of of the dark? of the darkness? Си кажуваа приказни, страшни така. Ама Многу партали беше бе, добро. партали. Да, добра продукција, добра идеја, добро направено. Ќе те прашам пак и за Ајде. By the Power of the Glow. Дали ја Power of гледаше the таа? Globe. By the Power of the Glow ли се викаше? Of the Glove, Of да. the Glove. Да. Како ми се текна, викаше ми текна. таа серија? Тоа беше... Како се викаше серијата? На Телма идеше? Yes, да. Ај сега да ме утепаш, не ми текне умот. Мене се на Spy Kids ми иде, ама не е Spy Kids. Не е Spy Kids, не е Spy Kids. Space Kids да не беше нешто. Таа Kids беше, знам нешто. Нешто имаше со Kids. И стварно се не ми текне ни мене како беше. Сега ќе... Види кај нас идеа многу добри ствари порано. Најде ни дам серии. На еден се знаеш, идеше Покемон. Да. Покемон. Дигимон идеше. И тоа знаеш што беше најдобро? За Дигимон конкретно. Дигимон што одеше на еден, одеше оригиналната јапонска, не беше земено со... Не бе, не, абе, на јапонски зборе, брат. оригинал. Ле, Дигимон е многу добра серија. Дигимон The е Glow, не бе, The Glow, шо зборам ја? Исто, Dragon Ball оригиналната идеше на еден. Да, ама со вакво. Да, со voiceover, со voiceover. За Дигимон шо ми е останато у глава? Гарумон, Джошинка, Греймон. Не, многу добри ми беа тие еволуции. И песната беше... Да, дневната шпица е одлична. Дали ти се играни, пошто знам дека си PlayStation player, дали ти се играни Дигимон игрите за PlayStation? Не. Има 3 дела. Не. И многу се добри. Многу добри игри се. Но за PlayStation Cats збориме. 3 дела има Дигимон Cats, двојка и тројка. Зашто мислам дека нешто имам Дигимон игра Сигурно или имаш така нешто чачнато Дигимон, сигурно. ми сум дзирнал џабе, бахатали, не ми текна. Него Дигимон беше цртан, јас сум плачел на моменти кај што стварно Да, сум да, се, јас знаеш дека си ставам сега тоа да си излеам пак цела овако, дека сериозна беше онака. А пак имаше Многу беше добро. имаше брат. така особено долгометражните филмови да земеш да ги гледаш. За Дигимон? Да. Има и Како не? Мислам филмови, анимирани, долгометражни Да. анимирани, да. Тоа е, пошто ја бе дете кој ги гледав. И си као, чекај малку, што гледам се? Треба да го изгледам уште 2-3 пати за можам да го разберам, сведеш, као не беше до толку наивно. Ама да не речеме. ни сметаше тоа што беше на јапански, брат, Уопште. толку што причата беше само, сега не знам, имаше сабтајтл на македонски? Subtitles доле, да. Мораше да има тоа. Да, пошто на еден идеш. Види, мене не ми сметаше затоа што ја гледам аниме, мене ми е фаворит. Ја стил на него не анимација. читав Не сабтајтлот, си го гледаш само. Си гледаш само. Не ми сметаше мене зашто јас сум навикнат на гледање на аниме и на јапонски, читање со сабтајтлс, така да уопште не ми сметаше. Покемон, го кажавме, темата на Покемон на македонски колку е Кажи добра, колку е брат. добра, така? Знаеш ли дека со сидмина кај градинка кој идеме се дереме у кола, ја Нормално. пуштаме, брат, и овде Нормално. тука цела Така кола, е, брат. така е. Не, многу е добра. Значи,
Тоа толку добро звучи на македонски што дури знаеш ко ајде најден нели и почиња најавната шпица класично ја претходно ги имав гледано на германски на сателитска Најден RTL. идеше и Нинџа Желки 2002, трета. Втора, да. И таа идеше. Колку пак ќе се добра наврати на телевизија ствар. беше, брат. Идеа добри работи најден. Да, Мислам вака за идеше- деца за цртани филмови, да. Фрейзер најден ли беше или Мислам на дека на не телевизија. на канал 5 беше На Фрейзер. канал 5 беше. Да. Спин Сити или да, Спин Сити со Майкл Мислам Джи дека Фокс. беше- Мислам дека беше најден. Најден беше. Мислам дека беше Лост најден. беше најден. Ајден 100%, да. Френдс беше најден. Што беше Знаеш ли друго? у 90-ти, рани 90-ти што други беше најден? Трансформерс. Ате ти. Трансформерс. Не. Прв пат Трансформерс ги имам видено најден. Гледаш, ја тие ствари X-Men идеа бе кај нас не. Не. Ради тоа ја не сум гледал. Спајдермен серијата нешто Спајдермен идеше. серијата, знаеш што идеше? Не идеше она од 90-ти, што ја викаат The Animated Series, идеа по старите серии. Така, на македонски, да. да. По старите скроз. Да. По старите. Да, со Spider Woman ја имаше у една епизода. Може да имаше една епизода. Знаеш друго што идеше кај нас? Бетмен од 60-ти со Адам Вест. Да, тоа намотава и Намотава идеше идеше. као Најдобар класика. момент со 2 дела. Секој ја приказни 2 дела и ти завршува на клифхенгер, нели ќе го фатат, ќе го заробат со овим све. И так. И сега ти си ка Да, и чекај ја утре. Следната епизода не ја купиле и па ја враќаат од прва. Стандард. Тропик Хец. Тропик хит. Ник Слотер. Ник Слотер. Тоа идеше Тоа намотава. Така Намотава И- секој лето ја дава, И брат. кога сме веќе кај Ник Слотер, пошто актеров се појавува, Симбад. Намотава, Симбад. Симба, ти Херкулес најден Да, го дава. со Кевин Сорбо, да. Да, И Херкулес Зина, и Зина. и Adventures Не бе, of тие Louis на and- Сител ги дава, бе, на Сител ги Сител, дава. не, стварно? На Сител А, на ги Сител. дава тие. Е, па И Супермен- Призен Брейк на Сител и Супермен со Луис Луис Кларк, тој одеше на Сител беше. Сител. Така. На Сител беше Јасно. и тоа. И она ја дава на Сител исто со мутантине. И еден јапанецки нез го имаше. После као ја продужа многу јака серија Чекај се обидам беше. да се сетам што беше тоа. Многу јака серија беше, ја прекина као не продолжуваме следна Може сезона. да неам фатено. После тоа се покаја, после година, ај ќе ја вратиме, ја вратија, ама не беше тоа. Знаеш како кај нас Ај. идеја многу работи, ама и многу работи не оде. Не, ова официјално... Не, така. Не, имаше многу работи што не одеа кај нас. Например, Power Rangers. Power Rangers одеа само Dino Thunder, мислам, ама оригиналните Mighty Morphin ги немаше никогаш на македонски. Biker Mice from Mars исто не одеше кај нас. Street Sharks не оде, Extreme Dinosaurs исто не одеа. Само малце извини. И се... Која? За таа што ти ја зборев, не можам да... Знаеш кој чекај. филмот идеше Power... Филмот идеше, да. Документар The Movie, да, со Ivan Oz. Тој Да, одеше, да. да. Исто нешто што одеше кај нас, Крис Колорадо The од Gifted француските. да не беше, бе? Ама од француските идеа Крис Колорадо и Не. Хайлендер. Дали ги памтиш Хайлендер и Крис Колорадо? Хайлендер е прекрасна серија. Прекрасна серија. Француско аниме. Тоа е многу интересно. Француско аниме. Малце... Ми пише од Комикон за Кевин Исмен. Ајде, шо вика, брзо. He will definitely be for 2 hours on Saturday Добро. and 2 hours on Sunday, but hasn't updated us with the specific hour yet. We will inform you as soon as he will. Добро, значи ќе ти кажат. Ќе со да, тек на ќе време. има значи 2 сати ќе има као од да. Обавезно за тоа идам јас. Леле, знаеш како се нервирам, а серијата е прејака, брат. Тоа е добра, Хайлендер е многу добра. Не за Хайлендер, бе.
За ова што ми го збориш мутантите. со овакво, така. И Јапанец знам, еден го имаше глумецот да ти го положам 100% ќе ја знаеш серијата, брат. Не беше Does not The ring a Gifted. Битно тебе ти се допаѓало. Не ја гледав. Тоа што најјакото не ја гледав. Ма ја збореа да име као е мастерпис. Може, дека може, ја многу не го добро. имам, да Таа го немам муаветот платено ми беше нешто. таа насител и идеше ствари насител идеа многу Не добри би Сител имаше добри ствари. Сител Сега имаше све се турски серии само, ама нема везе. Насител го имам гледано. Quantum Leap идеше на Сител. Која? Quantum Leap. Шо беше? Која се враќа назад у времето, уствари у друг човек која влага за да ги среди некои работи. И онаа со портата. Stargate. И таа идеше на Сител, На мислам. Сител беше? Или не бе, Не најден беше беше. на... Најден беше. Ја мислам дека беше на... Најден беше. Може да и грешам. Стар Stargate? Трек беа најден. Тоа Така? знам, да, ги дава, не, Така. не знам кој Стар Трек беа, ама знам дека ги дава најден. Ја ги имам гледана Star Trek, значи и Ја оригиналните. ништо немам гледано. Star Trek имам гледано заедно заклучно со Voyager. Ништо немам Значи, гледано. Voyager- Тоа не едноставно не. Не, fair enough. Не, Види, science fiction не е лежиш. Star Trek кај нас морало да се гледа. Татко ми е фанатик по science fiction. Уствари, многу од љубовта спрема science fiction и спрема epic fantasy све од него ги имаме наследено од татко. Ние па нема, па татко ми па не бил многу по такви ствари. Ја кај чичко ми кога отидов дома и чичко ми значи книги има, брат, тоа Така, е така. и све му се на англиски. Така. И се загледувам у полицена и Lord of the Rings, Return of the King, мислам дека беше. И ќе му побарам сега да ми ја даде таа. Читај тоа. Значи не за читање, брат. Да имам. Да ја имаш. Речи. Чак што више тоа може да е нешто многу старо. Старо брат. останато, така, Да, така. да, Lord of the да. Rings, види, за И за го прашав, Tolkien- никам само вали имаш Lord of the Rings, само вами. Треба да си Штета. ги комплетира. Штета. Тоа кој знае, ако е нешто постаро, тешко дека ќе Тешко и ако го најде кузне пари ќе и биде. колку брат. пари у која состојба ќе биде. Види, за Да. Толкин ви стојам на располагање за За Толкин, Толкин, брат. Сега најавија 2026. Да, бе, филм најави. The Hunt of Gollum. The Hunt for Gollum е интересна приказна. Причата е многу, Да, интересна приказна јака е. многу не ја знаат. Точно, не ја знаат. причата Тоа е за- уствари се поврзува со кога го наоѓаат у Мирквуд, The Necromancer, кој изгледа. Абе дека го е само има една тоа ствари. и у Многу филм. кратко. Многу кратко. Голум, не, Многу кратко. Шајар, Багинс, Тоа е кога го фаќаат у кога го овако, фаќаат, точно. Да. Вака, ке продуцент е Питер Джексон, а режисер е Енди Серкис, така да имам некаква квази верба Чекај, дека можеби ќе биде добра. Хобит Филмовите беше Питер беше Питер Джексон, ама не од старт. Хобит ги зезна Дел Торо. Дел Торо требаше оригинално да биде и он буквално на среде проект Дел Торо прави Rage Quit. Си заменува и го остава цел проект за нигде. И студио го викаат Питер Джексон да ја оправи работава. Сега види, мене ми се окей Хобит. Не мислам. Мене ми се окей. Не за Знам не за CGI, причата. CGI, знам, скроз све. катастрофа, брат. Знам. Сега многу луѓе се бунат на следно, викаат, да бе, од една книга 3 филма. Гајс, не е од една книга. Во трите филмови Хобит, што се филмовите, значи, се обработуваат од Unfinished Tales, има делови, од Hunt for Gollum го нема директно, го има Aftermath. Значи не е само Хобит книгата представена во тие 3 филма. Луѓе со тоа многу се бунат. Една книга мала 3 филма. Не е само книгата Хобит Да во тие 3 бе, филма. својаш. The Battle of Five Armies, Battle брат, of Five Armies врска е- немаше. Поприлично филмот врска немаше, е брат. сменета, тоа со црвите бев као што е ова? Ама не се кажува и у филмот дека уствари орлите тие што летаат, големите, и тие се армија, брат. Да, затоа и се вика Battle of Five Armies, пошто има и лилијаци. Огромни джиновски лилијаци, што уствари by Tolkien, знаеш дека на Middle Earth има и вампири. Vampires, ама не се класични вампири како што ние ги знаеме на Undead Vampires,
огромни джиновски лилјаци, пошто Саурон оригинално е шейпшифтер. Он во Силмарилион има една мене најомилената приказна за Берен и Лусиен. Таму он се претвара и во werewolf, и во вампир, и све. Има и вампирка, женска, која што му е како што му ја води војската уствари. А werewolves и vampires, тоест вампири и врколаци, кај Толкин не се исто што ги знаеме од поп калчер. Пошто врколаци нели она, ако те гризне се, не, кај Толкин врколаците се уствари волци во кои што има evil spirit во нив. И ги мутира, ги еволуира. Тоа е тоа. Значи он, знаеш како, он земал, ама твик го има вметната. Рики, да завршуваме? Ајде, колку е саат? Па, како сакаш. Ја можам ово дутре вака. Уште колку снимаме до сега? Саат и 35, саат и пол. Како помина? Како помина? Ама кога ти оди муабетот, како да не ти помине? Плюс, пази, збориме за све што имаме на маска. За гики став, за гики став. Ништо. Супер, фала ти многу што ме покани. Фала што ме правеше друштво секое време. Епизодава. Секое време. Ти кога сакаш или со Марио заедно, ви стојам на располагање. За гики теми може да збориме дутре. Па ќе збориме. Ако, слободно. Фала многу. Ти дечки од нас толку се надевам дека Марио ќе не дружи следна епизода, би требало да не дружи следна епизода, мислам и гости дека имаме двајца, не сум. Ако се тие, ја што мислам. Многу добри гости, одлично, браво. Тие се. Супер. Ништо, дечки, тоа е клап, Марио го нема, ја нема клапата. Нема клапата, да. Тоа, бидете ми поздравени, се гледаме следна недела. Поздрав на сите, чао. Ајде, чао.